Добро утро. Радио Лидер се јавува од Скопје. Извинете за кратката пауза која ја имаше утринскиот подкаст од оправдани причини. Добро, кога си главен и одговорен уредник, секогаш причините се оправдани затоа што треба да се правдаш пред самиот себе си. 5 април 2021 година, времето променливо, еве. Вчера беше ладно, денес е сончево, слично како и политиката во Македонија, што е променлива и што постојано гледаме турбуленции. Еден ден ќе седнат и ќе се договорат, а веќе од следниот ден продолжува политичката битка. Но можеби и така треба, можеби и тоа е богатството на демократијата и во соочувањето со различните ставови. Имавме богат, како да кажам, богат ангажман на скандали од страна на власта и во изминатите денови, таа никогаш не потфрла на ова поле, но имавме и интересни случувања на меѓународната сцена. Собранието, иако Мицкоски и Заев се договорија да се одблокира и да продолжи да работи, сепак се уште е блокирано на еден или на друг начин. Еве, ние како компанија ја очекуваме државната помош за февруари и март, а таа се уште не пристига. За ова и за многу повеќе ово утро разговарам со Марија Петрушевска, пратеник во Собранието на Република Македонија, дел од онаа нова група на пратеници, на млади пратеници кои сега не представуваат нас како граѓани во законодавниот дом. Марија, кога конечно ќе го добиеме петиот пакет на мерки за помош за компаниите? Господин Златев, добро утро до вас, добро утро до вашиот тим тука во Радио Лидер. Ќе преминеме виднаш на одговорот на самото прашање, но ќе дозволите на почетокот да споменам две работи, односно да им го честитаме Великден на сите верници кои што го слават согласно Григоријанскиот календар, да им посакаме добро здравје и храбра мисла, благосостојба во нивните домови, но истовремено ќе ми дозволите да ви го честитам родинденот на Радио Лидер, кој што пред само 4 дена го прославивте. Ви честитам и ви посакувам навистина многу успех во вашата работа. Пред 3 години почнавме како портал и насред корона се одлучивме да направиме радикален чекор на проширување. Додека сите отпуштаа вработени, ние одлучивме да вработуваме вработени. Нормално за тој гест ни е потребна токму и оваа државна помош која ја споменав. А еве ја нема се уште, не дека не сме земале плати, имаме редовни плати, но иако некои пишуваат различни и клеветат по социјалните мрежи, но сепак имаме една ситуација во која очекуваме државна помош. Кога ќе имаме државна помош? Да, ви благодарам. Како законодавец мислам дека така најмногу можете да ни помогнете. Да, јас прво морам да изразам жалење што се уште оваа државна помош на вистина не е стигната до стопанството и до граѓаните, заради тоа што ние често пати споменуваме покрај сериозната здравствена криза со која што се соочуваме како држава. Истовремено имаме сериозна економска криза и навистина жалам што никако си уште се нема доволно свесност и разбирање за какава е самата потреба од истата. Именно оно што можам да ви го принесам е дека ние успеавме како политичка партија или најголема политичка група во рамките на парламентот, партијничка група, да издвојствуваме да се одржи таа ковид седница на која што беа разговарани токму законите кои што се од петиот пакет на мерки. Иако првото читање помина во рамките на седницата, истото потоа требаше да се најде веднаш, навистина беше закажан истиот ден Комисијата за финансирање и буџет, но за жал таму повторно се соочуваме со дополнителни голем број на амандмани кои што безмалку повторно, ајде да кажам, позакачуваат, се поднесени од Алијансата и Алтернатива.
амандмани Видовме поднесени ние во изминатиот период одредена, како да кажам, соработка и заедничко представување на ставови помеѓу македонската и албанската опозиција, односно помеѓу Алијанса Алтернатива и ВМРО ДПМН. Нели можете да ги убедите да се повлечат од ова на било каков начин? Мислам дека токму во овој следен период кој што престои веќе се разговара, службите и заедно и ние како чинители, сите активни чинители во парламентот разговараме за надминување токму на оваа блокада за овој пакет на мерки, од причина што тие се исклучително важни за сите граѓани. Значи, петиот пакет мерки се однесува на сите, тука не препознава одредена група, дали верска, религиска или било каква поинаква таргет група, туку тие се навистина наменети за поддршка на граѓаните, на стопанството и таа поддршка час поскорно потребна. Јас се надевам дека оваа блокада ќе биде навистина надмината, постојат инструменти, пред се разговори и повик за разумност, разумно однесување, заради тоа што тоа е нашата задача, да работиме во интерес на граѓаните и на стопанството. Меѓутоа, знаете што ме загрижува истовремено. Ова задоцнување на петиот пакет мерки не требаше да се случи со сигурност, но истовремено си имаше можност како не би дошло до една ваква ситуација. Ние апелиравме веднаш, откако беше пристигнат овој пакет на мерки, да биде ставен на седница. Знаеме дека председателот на собранието е токму од делот на парламентарното мнозинство и можеше навистина побрзо да се реагира за да се излезе во присред на стопанството и на граѓаните, но истовремено сметам дека требаше да се искористи она седница каде што парламентарното си така дојде во собранието, си се круни се уште еднаш наместо да им помогне на фирмите. И така. И тоа е во ред, е легитимно доколку нели сакате да покажате никаков триумфализам кој што иве се покажа дека не постои, дека е навистина само една алатка која што послужи за тој ден и толку беше рокот на траење. Меѓутоа ја даде и она друго лица на владата. Она што јас го приметив е дека Заев и Мицковски се договорија на она фамозна лидерска средба во клубот на пратениците, но тоа ќе беше невозможно доколку меѓународната заедница не го притиснеше Заев да ги прифати барањата на вашата партија. Да се разбереме, многу тешко дека Заев ќе прифатеше и фингерпринт, и одлагање на пописот и се, доколку не беше меѓународната заедница. Оно што сега се наметнува како прашање, еве сега имаме втора блокада, па повторно се активираше меѓународната заедница, па ги притискаше села и гаши и тие да попуштат, па видовме дека попушти и поздравија. На крај излегува дека нашата демократија функционира само на туркање. И тоа на меѓународно туркање, кога некој од страна ќе ги принуди политичарите да се однесуваат одговорно. Ќе продолжам со одговорот и на ова прашање, само да завршам за прехилното, за да го заклучиме, дека сметам дека секогаш кога парламентарното мнозинство ќе има можност, а таа е ретка можност да бидат во парламентот, да ги искористат таа можност и да покажат интерес за граѓаните и за нивните проблеми, а не само за политиканство и политички поени. Во однос на ваше прашање, господин Златев, навистина жалам што перцепцијата во јавноста е таква, но еве се покаже и во изминатиот период дека чисто ни е потребна поддршка од нашите стратешки партнери, кога имате политичка парламентарно мнозинство и дали акумулирате политичка партија која што не е свесна за соодносот на силите внатре во парламентот. Кога парламентарното мнозинство ќе има една посоодветна перцепција, како они многу мелуваат нели овој збор да го користат, за дека за клучните прашања, за прашањата кои што ги засегаат граѓаните, стопанството, стратешките приоритети, вие морате да изградите консензус, морате да соработувате, особено кога имате тој сооднос во рамките на парламентот. А тој е многу кривак и од тука требате да градите, прво тоа е рационално, разумно политички, но и државнички чин.
Да, но жал, очигледно не се случува тоа. не се случува и се надевам дека Без меѓународен притисок не се случува, тоа сакам да кажам. Без меѓународен притисок, ја би рекла поддршка, да. не ги прифаќа барањата на опозицијата и тие се игнорирани со месеци и со месеци и со месеци, а од друга страна се бара од вас одредена конструктивност, без да се прифати ништо од тоа што вие го нудите. Компромисот има секогаш две насоки, барем. Тоа што јас сум го учил како политичка Точно. теорија и начин на функционирање, не може да има компромис без двете страни да попуштат. Точно, и затоа мене посебно ме радува што сите овие заложби и напори кои што ние ги вложивме во изминатиот период за да покажаме дека ние сме политичка партија и пратеничка група која што нуди решенија, а не блокади, сака да соработува заради тоа што имаме поголем интерес од партискиот и тоа така треба да биде сите политички партии, на крај вроди со плод. Алудирам на оно што се случи со одложувањето на пописот, но јас еве оваа можност ја искористам да се заблагодарам на сите граѓани, на тие 100.000, повеќе од 100.000 потписи кои што беа дадени за навистина да се испрати една разумна, рационална порака до сите политички актери во земјата дека ние мораме да седнеме на маса и за да соработуваме за клучните прашања и дека овој пат навистина мора да се разбере пораката дека повторно ќе повторам тој сооднос во рамките на парламентот во однос на мандатите не дава комоција на никого и дека за најклучните прашања во државата мора да има соработка и да не се чека секогаш на нашите стратешки партнери, меѓутоа еве тоа беше случај, иако сметам дека активностите за заложбите кои што ние ги покажавме, поддржани со тие 100.000 гласови, навистина врудија со плат и еве имаме на разумна одлука на победа на народот каде што пописот е одложен. Со тоа ќе се заштити здравјето на граѓаните. Меѓутоа ќе има и доволно простор за да навистина законот за попис на домаќинствата и населението биде подобрен и конечно имаме статистичка операција, не политичка операција во Македонија. Вториот дел на нашето интервју ќе го искористиме за ковид пандемијата, но се уште не сме дошли до вториот дел од нашето интервју, се уште сме на почетокот. А она што е последна вест од вчера е дека во Бугарија се случија избори на кои нема апсолутен победник, односно многу ќе биде тешко да се формира влада. Практично на Бугарија и се случува македонско сценарио. Бугарскиот премиер Бојко Борисов, чија централно-десничарска партија ГЕРБ, според излезните резултати, треба да победи на вчерашните парламентарни избори, ги повика неговите противници да ги издружат силите, навестувајќи идејата за формирање на експертска влада. Бојко Борисов вели: јас ви нудам мир, дозволете ни да назначиме експерти и до декември можеме да ја надминеме пандемијата и да одиме напред. Но она што е исто така интересно во однос на Бугарија е дека темата Македонија беше буквално една од главните теми на нивните избори и видовме провокативни спотови пред се од ВМРО БНД, од каде што навестува освојување и поделба на Македонија, но помина многу лошо на овие избори и одвај го помина изборниот праг од 4%, освоја, ако не се лажам, само 11 пратеници, иако во Бугарија нели има повеќе пратеници од кај нас и оваа бројка е навистина мала. Мислите ли дека по крајот на овие избори во Бугарија ситуацијата ќе се релаксира и некако ние ќе ги откочиме овие преговори со Европската унија или ситуацијата според вас ќе остане иста? Господин Златев, на самиот почеток прво би сакала да им ги честитам спроведените избори на нашите соседи и навистина на сите Браво политички... што него гласа Каракачанов, еве ја да им честитам. Навистина покажаа дека полека влегуваат во 21 век како земја и како цивилизација. Тоа е навистина добро што масовна поддршка не доби ваква шовинистичка и фашизоидна партија. Јас им ги честитам изборите заради тоа што навистина се спроведува во еден
прилично тежок период со кој што се соочуваме сите, тоа е пандемијата. И го слушнав овој апел од господинот Борисов. Вчера доцнав вечерта, виднаш по објавените резултати. Во принцип не сум личност која што сака или да ги коментирам на тржичните односи на било која држава, особено на соседите, но навистина е значајно што таму се спроведе избори и еве го следиме ние овој сооднос кој што би требал или да видиме ајде како ќе биде тој сооднос во формирањето на владата и дали политичките партии ќе прифатат ова понуда на господинот Борисов во формирањето на експертска влада, а се со цел нели полесно надминување на пандемијата во кај нашиот сосед, а во интерес на граѓаните и навистина верувам дека секоја политичка партија, дали во Македонија или надвор, сака да работи во интерес на граѓаните. Го видов точно дека и еден од коалиционите партнери, односно партијата на господинот Каракавчанов, барем вчера до доцна, јас не знам дали ова е последна информација која што вие кажавте, тие се бореа за минимум прагот за влез во... Се уште се борат, така. На некои од анкетите тие се под прагот, на некои од анкетите се над прагот, дека ќе одат во пропаст. Јас приметив уште вчера на утро кога тие наместо да ја, како да кажам, да ги спроведуваат изборите, тие се жалеа дека турците во Бугарија имале право на глас. Верувајте, во 21 век на одредена група на граѓани тие сакаат да им забранат воопшто да гласаат. Повторно ја кажам, нема да посегнам да коментирам во однос на случувањата во Бугарија, сепак тоа се нивни натрешни политики, но турците не се единствен проблем. Ние видовме и во извештајот на Стейт департментот дека таму истовремено им кажуваат и за македонското малцинство и навистина загрижува тоа што се случува со малцинствата внатре во Бугарија и дека во еден 21 век ние се уште дискутираме на ваков начин со на ваква риторика за основно човекова право. Навистина ќе биде интересно да се следи дали токму оваа понуда на господинот Борисов ќе биде прифатена од политичките партии во Бугарија. Отприлика 6-7 влегуваат во новиот парламент. Јас навистина сум за повеќе партиски систем, за плурализам, каде што навистина ќе бидат застапени повеќе интересите на повеќе групи, повеќе вредности и ајде да кажам идеологии во рамките на парламентот. Особено се надевам и посакувам дека по завршувањето и формирањето на владата на нив им се потребни повеќе од 122 претеници за формирање на влада. Се надевам дека навистина после завршувањето на овој сега веќе постизборен период ќе успееме навистина да ги, ајде да кажам, стабилизираме мостовите на соработка и ќе имаме едно помрднување од ова навистина статус кво, па дури би рекла и негативно салдо во нашите односи, но оптимист од вас. Јас сакам да верувам дека сите од нас ќе се водиме од политиканство наместо нема да се водат од политиканството, ќе се водат од интересите на државата и граѓаните. Да, но што доколку во интерес на Бугарија сега некогаш интересите на земјите баш и не се поклопуваат, што доколку Бугарија како стратешки интерес има зацртано дека Македонија не смее да почне преговори со Европската унија, можеби и не смее да постои. Апсолутно за мене е недозволиво за една ваква риторика, но можам да кажам дека Македонија има зацртана црвена линија во однос на што може да се преговара, а што не. Сигурни сте? Апсолутно да. Во позиција кога вие сте дел од едно собрание во кое го имаме ВМРО, ДПМН, ги имаме албанските партии, имаме левици и го имаме СДСМ. И видовме дека СДСМ до сега има преговарано буквално за се Петрушевска. Така што не сум баш уверен дека можам да тврдам за ВМРО, ДПМН и ние веќе го имаме тоа кажано како наш став дека мора да постои црвена линија во однос на сите преговори и тоа е навистина неопходно, тоа е во интерес на државата, во интерес на националната
националните и стратешките приоритети на Македонија во интерес на граѓаните. И од тука ние мораме сите како политички чинители да почнеме поодговорно да се однесуваме во однос на вакви пристапи кои што би ги покажале или ги покажуваат нашите соседи. На господин Златев истовремено да не забораваме дека се случи и навистина во соседството се случи вчера доцна во вечерта и избор на председател на Косово. Таму имаше интересна ситуација. Парламентот на Косово е таа институција која што го бира председателот на државата, во случај господјата Вјуса Османи. Да, Косово доби жена како прв човек. Се надеваме дека Македонија во догледно време ќе го добие, ќе го следи овој пример и на челна позиција како председател или премиер ќе имаме жена, затоа што мажите очигледно не знаат што прават во оваа земја. Баш и не се однесуваат многу одговорно, па не се домакини, па можеби ни треба една национална домакинка која ќе удри на маса и ќе не доведе сите во ред. Јас прво ќе го честитам изборот исто и на господјата Вјуса Османи. Па сега не би се согласила во целост нели со оваа ваша констатација. Секогаш постојат исклучоци, но Рут Бадер Гинзбург, јас често ја спомнувам, врховната судика на САД, таа почина оваа година, меѓутоа ќе остане навистина запаметена во однос на борбата за правата на жените и нивната вклученост во секој сегмент. Таа често велеше и ќе остане запаметена дека жените треба да бидат вклучени во секој сегмент во општеството, односно во секој процес каде што се носат одлуки. Јас се надевам дека ние навистина ќе го достигнеме тој стадиум, а без при тоа да поставуваме квоти и дека навистина ќе го достигнеме стадиумот на свесност дека сите треба да бидеме вклучени. Ние во режија имаме вработено и машки и девојки. Ова утро имаме двајца мажи и баш пред оваа емисија разговаравме дека баш и не се вклучени во донесувањето на одлуки во нивното семејство. И мислам дека но одлично се тоа функционира. Ситуацијата е таква затоа што во Македонија очигледно и во бизнисот и во политиката мажите владеат во изминатите 30 години. Јас немам комплекс да го кажам тоа, но можеби и поради тоа ситуацијата е ваква каква што е. Зошто е тоа така? На жените се гледа некако цело време со подценување и дури навредливо е она квота на жени кои треба да бидат во собрание или во општински совет, ако се знае дека, да речеме, статистички на факултетите има многу поквалитетни студентки од студенти, да речеме, но потоа ние сега треба да ставаме квоти за вие да може да влезете во собрание или во советите. Не сум приврзаник на квотите. Сметам дека на самиот почеток би сакала да расчистиме дека впрочем треба да се водиме од стручност и компетентност. И дека ние во Македонија конечно треба да дискутираме дали одредена личност е стручна и компетентна, а не врз основа на пол, религија, политичка припадност. И тоа треба да биде приметот кога дискутираме за одредена личност при низината евалуација или пристап за дали е доволно соодветна за одредена позиција и така натака, или вклучување во политичкиот процес или процесот на одлучување во било кое ниво во Македонија. Не можам да не изразам загриженост дека ние во собрание имаме тројца подпредседатели, а немаме ниту една жена. Не можам да не изразам загриженост дека СДСМ во времето на изборите удеше на картата 50-50 мажи и жени, а сега во пракса тоа и не е така. Вие имате влада со околу 20 членови, од кои што само 3-4 се жени, дури не можеме да се... Мила Царовска, Радмила Шекеринска, господјата Шахпаска и Стефовска. Така, 4 жени. Еден од нивните главни адути, доколку се сеќавате, беше дека ќе биде 50-50 со односот. Да, но и навистина загрижува како тука... замена влезе Артланд Груби и политиката на Дуи и отиде
низ вода целата политика за правата на жените. Дополнително загрижува фактот што дуи како коалиција жени во СДСМ. Да. Ја познавам навистина компетентни, стручни дами, политичарки во сите политички партии. Ја жалам што ако грешам, коригирајте ме, мислам дека дуи воопшто не има жена предлог во владата на некоја од министерските позиции. Да. Сите доаѓаат од Социјалдемократскиот сојуз. И навистина составот на ДУИ вистински изгледа како чајджилница. Како да кажам, само мажи од сите во сите ресори и тоа поминува без никаков проблем, иако знаеме дека и во албанскиот блок жените веќе земаа сила и гледаме дека се повеќе жени се успешни во бизнисот, во судската работа, Има навистина стручни лица. Да, има навистина стручни лица. Тргнувам од она што го гледам во рамките на собранието, моите колешки од сите политички партии, покрај истовремено и колегите, исто и колешките се навистина стручни и компетентни и сметам дека треба да им се даде можност, но најверојатно тоа е прашање кое што тие ќе треба да си го уредат во рамките на нивното парламентарно мнозинство. Јас искрено посакувам и навистина ќе се заложиме во наредниот период да дискутираме и да имаме напредок кога станува збор за родово буџетирање, кога станува збор за застапеноста на жените и младите во процесот на одлучување. Денес е 5 април, Израел и официјално веќе заврши со имунизацијата на населението. Србија почна со втората доза веќе, така што за месец-два може да очекуваме дека и Србија ќе биде имунизирана. Не е тоа некоја утопија, тоа е една земја чија граница почнува на 20 на километри, 30 од нашето студио. Македонија дури денес почнува со масовната имунизација, 2 дена симулираа вакцинирање, што и да значи тоа симулирање на вакцинација, не знам, игли отвараа, навистина не можам да сватам. Но денес почнува масовната вакцинација во спортскиот центар Борис Трајковски, каде што се очекува 3000 граѓани да ја добијат долго очекуваната вакцина од AstraZeneca. Им посакуваме што е можно помалку тромбоцити после оваа вакцина, но прашањето ми е, вие гледам барате нешто оставка од Филипче. Да. Некоја таква кампања имате како партија? Господин Златев, навистина кога дискутираме за здравството и за оно што се случува во здравството и како Македонија менеджира состојбата со COVID-19 е повеќе од алармантна и загрижувачка. Од тука господинот Филипче навистина не треба ни да почека за никој да го повика за да поднесе оставка. Ние сме земја кандидат за полноправно членство во Европското семејство и тоа подразбира да имаме повисок степен на одговорност кога станува збор за една ваква состојба, дури и за особено кога секојдневно за жал губиме животи. Јас ќе потсетам дека неговите колеги од Словачка, Холандија, Романија, Полска, Чешка поднесоа оставка за многу а се земји кои што многу подобро се справуваат со пандемијата и тие не почека опозицијата да повика на оставка на министер за здравство, туку постои еден висок степен на свесност и одговорност и сочувство за оно што се случува во државата. Мене ме загрижува фактот, јас прво кога говориме за здравство, како човек би сакала да им посакам добро здравје и навистина брзо опоравување на сите граѓани кои што се борат со овој вирус и навистина на сите посакувам брзо оздравување и надминување на оваа состојба. Меѓутоа, како човек не можам да не сакам да го дискутирам здравството како политичар, пред се ме засега како граѓани, а ние како политичари или како пратеници треба навистина да алармираме и да се обединиме за да се надмине оваа состојба, на што ме загрижува. Сите со една статистика се дискутира таа тема дека ние се мислат овој период имаме повеќе жртви во здравството од пандемијата отколку во Скопскиот земјотрес.
Да, се движиме полека кон Втората светска војна. Ето така. Која и во која имаше, ако не се лажам, околу 20.000 жртви. Во Скопскиот земјотрес се движало нешто помеѓу 1000 и 1100. Ние во моментот, за жал, ова се бројки кои што не се пријатни да се спомнуваат, но ние имаме некоја бројка која што е од 4000 мртви. За една недела? А за 3 дена, еве некаде биде за нин. Во последната недела има 300 починати, а Филипче вели дека се е под контрола. А за 3 дена имаме 130 жртви. Сега ние овдака броиме човечки животи, а имаме слики каде што некој си дозволува во една ваква состојба да се вози со хеликоптер, тоа е крајно непријатно, верувајте, или пак да се развозува со мотори, истовремено да гледате слики како граѓаните, кога оние кои што го ветија животот него донесоа да го бараат собственото чаре во Србија. Она слика од Бановце навистина загрижува. Во видов синоќа еден граѓанин кој со часови на носилки го носеле од неговото кратовско село за да може да оди во болница, додека Заев и Филипче пуштија хеликоптер за да одат во Прилеп, каде што ги чекаше автомобил, нели, кој од Скопје службен отиде натаму. Навистина е жално сето ова и на крај власта се брани дека тие имале право да се возат со хеликоптер затоа што јас, никој ништо, Љупчо Златев, во 2015 година сум снимал телевизорски прилог со хеликоптер. Значи, моето возење со хеликоптер е оправдување зошто Заев и Филипче се возеле со хеликоптер, додека граѓани не можат од своите родни села да стигнат до болница. Ова утро веќе требаше да биде, ја видов веста вчера, навистина загрижува од кратовските села, како навистина нивни сограѓани го се обиделе да помогнат на лице кои што навистина му е потребна здравствена помош. И покрај сите скандали, ние си уште немаме уставка. Најмалку очекував е дека министерот ќе излезеше, министерот за здравство ќе излезеше и ќе се извинеше и самиот и ве конечно ќе покажаше грижа за граѓаните и за оваа состојба ќе поднесеше уставка уште, ако не вчера вечер, во утрово ќе беше добро, но најверојатно денеска ќе следиме како со нивните познати PR алатки ќе се обидуваат повторно да ги ублажат сите штити кои што ги нанесоа на граѓаните, и тоа е навистина загрижувачки, тоа е буквално во линија на она што се вели хибриден режим. Јас навистина се радувам што иако ние од декември ја чекаме оваа вакцинација, односно декември регионот почна да се вакцинира, ние сме април во вторник да дојде, меѓутоа, но понеделник. И Филипче не излажа, навистина дојдов во понеделник, но дојдов во еден понеделник после 5 месеци. Така што генерално тој чист морално и пред Господ сепак е понеделник. Така. Господин Златев, знаете што загрижува? Регионот почна да се вакцинира уште во декември, ние сме април. Добро што ние ќе се вакцинираме. Меѓутоа, колку тие вакцини се набавени? Ние немаме се уште ниту една вакцина набавена од владата. Јас навистина се прашувам што ова влада и ова Министерство за здравство направи за да обезбеди вакцини, направи за да подготви план за вакцинација. Се милостиња од Србија или преку ковакс системот, милостиња од Европско? Тоа се поддршка, помош од соседна Србија и од Европската унија. Јас неизмерно сум им благодарна кога ние имаме една ваква парализирана состојба во здравството, каде што министерот очигледно преферира повеќе да се развозува низ Македонија отколку да се грижи за граѓаните. Добро и ме радува тоа што навистина Европската унија, земјите членки, ковакс системот и соседна Србија помогна и покажа солидарност со нашите граѓани. Но јас апелирам повторно да се покаже поголема свесност, да се огледаат владата и министерот на
како тоа се случува во соседството, како тоа се случува во земјите членки во Европската унија, дека во оној момент кога ќе потврлите, вие треба да се поднесете оставка и да дозволите стручни лица во оваа држава да поднесат. Ќе поднесат оставка и владата ќе си отиде. Да менаџираат состојбата. Да речеме дека нели ако тоа во овој момент е невозможно, практично невозможно, да речеме дека Зоран Заев и Венко Филипчов утро се возат во своите скапи автомобили, нека работа, ја слушаат нашата утринска емисија и велат стварно во право со овие од Радио Лидер што зборат и нивната гостинка, ајде да си поднесеме оставка. Сега прашањето е следно: дали доколку си поднесат оставка, ВМРО ДПМН има доволно квалитетен кадар да ги замени и да направи нешто да изгледа подобро и работите да одат поубаво? Има ли ВМРО? Иако знам дека одговорот ќе ви биде потврден затоа што нели доаѓате од ВМРО и тоа е природно да биде потврден, но прашањето е дали ВМРО ДПМН има капацитет да ја преземе власта и да владее поодговорно и да ги испорача сите овие работи кои недостасуваат. Апсолутно да, не заради тоа што доаѓам од ВМРО ДПМН. Јас кажав кога коментирам за здравството, а пред сега коментирам како граѓанин кој што ме засега состојбата, а потоа како пратеник во собранието. Именно не заради тоа што доаѓам од ВМРО и заради тоа што сум моментот актуелен пратеник токму од оваа политичка партија, туку напротив заради тоа што ние во минатото покажавме како навистина знаеме да менаџираме и во економијата, и во здравството, и во образованието, и во земјоделието, и во многу други области и навистина испорачавме резултати. За жал оваа влада не можеме да препознаваме ве 4 години. Лјупче, коригирајте ме вие, господин Златев, се извинувам, коригирајте ме доколку грешам, меѓутоа ние за 4 години не можеме да се сетиме на еден проект, и ве нека не е само во здравството, на еден проект од оваа влада која што навистина го подобри или донесе поквалитетен живот на граѓаните. Она скриено покачување на платите кое го направи Драги Рашковски кога ја укина радиодифузната такса и на таков начин ги покачија платите за 300 денари. Се шегувам, да. Немаме ниту една инфраструктурен проект, немаме ниту една голема странска инвестиција. А во континуитет имаме задолжување. Тоа е многу интересно и најверојатно со владата на ВМРО ДПМН верувам дека навистина ќе се побара одговорност за многу од овие процеси кои што за жал не идат во прилог ниту на државата, ниту на граѓаните. Имено ние сведочиме како во континуитет. Јас овдека би требало да потрошам пола ден да почнам да ги бројам задолжувањата кои што само во изминатите 2 недели се најдоа во рамките на собранието, во собраниските процедури за задолжување. Ние не можеме да увидиме, да видиме еден видлив, мерлив проект на оваа влада за подобрување на животот, кој што толку многу го ветува, а од друга страна, вие знаете дека имаме повеќе од 50.000 невработени, имаме повеќе од 6.000 фирми кои што се буквално на колена и очекуваат било каква помош за да навистина не пропаднат. Ние имаме граѓани кои што, господин Златев, живеат со 120 денари на ден. Чисто тоа го говорам во една ваква здравствена криза, 4 члено семејства не може да се дозволи PCR тест, не може да се дозволи маска. А каде се она витаминска терапија, например, кој што ја Србија имаше многу интересна иницијатива, се извинувам, која ја најави председателот Александар Вучич, во која на сиромашните и на оние кои се повозрасни државата бесплатно ќе им дава витамини. Тоа е разумно и одговорно однесување. Да, но Србија инвестира. Во Србија се произведуваат витамини, кај нас се произведува улје од канабис. Нас може нашата влада да не субвенционира со канабис, тоа е разликата. Или, например, кај нас може да ви стигне во изборна година задолжување за 500 милиони евра за клинички центар. Замислете, тука се поставува прашањето што се работеше во
во изминатиот период. Овде ми отворивте една дилема која со моите пријатели и со оние Сите имаме дилема, верувајте. со кои комуницираме на социјалните мрежи, не можам да се објаснам затоа што ни самиот не знам. Прашањето ми е дали во оние преговори ВМРО ДПМН прифати изградба на клинички центар, дека ќе поддржи, или прифати дека ќе разговара за изградба на клинички центар? Во периодот кој што околу дилемата јас ве разбирам, бидејќи со ова парламентарно мнозинство и ова влада многу е тешко да превидите што тие денеска мислат утрото, а што вечерта. Но гледам дека има една констанца кај нив, секогаш кога станува збор за задолжување, особено во изборна година, јас не се сумневам дека за жал овие задолжувања би можеле повторно да послужат за никаков институционален откуп, имајќи во предвид во каков период се наоѓаме. Знам дека во периодот што следи ќе се разговара за закони кои што треба да значат закрепнување на економијата, закрепнување на здравството и закони кои што се од суштинско значење за граѓаните. Так. Периодот кој што престои, верувам дека ќе се отворат и повеќето теми, оно што беше информирана јавноста и го споделивме од како производ или компромис постигнат на овие разговори од лидерската средба. Веќе споменавме пописот кој што треба да биде одложен, односно веќе одложен за септември, меѓутоа да се подобри текстот со препарагите од Евростат, отисокот на прст или фингерпринтот за изборите, за сите останати теми кои што се значајни, ќе се разговара и во наредниот период. Вакцините на Александар Вучич го обединеа западно-балканскиот бизнис. Потегот на председателот Вучич да им подари 10.000 вакцини на заедниците од 6 западно-балкански држави организирани во Коморскиот инвестицијски форум дојде како вест за конечно разбирање на евроатлантските пораки, не знам од каде ова евроатлантските пораки, да ние конечно разбираме што мислите кога зборувате за регионот и за бизнисот. Практично, ова е колумна на Бранко Азески, напишана, како што гледам, на Плюс Инфо и инсертирана со неговата фотографија во прегратката на Александар Вучич. Да, буквално во прегратката, не е ова никаков цинизам, туку пренесување на реалната слика. Еве, бизнисмените се вакцинираа во Србија, не треба да ги мислиме, со оглед на тоа кој членува во Стопанската комора во овој момент. Свето Јаневски, Минчо Јорданов и останатите се безбедни, иако мислам дел од нив и поминаа низ овој вирус. Прашањето ми е, еве, доколку вие бевте на местото на СДСМ, бевте сега, не знам, на одредена функција во владата, и доколку Србија ви ги вакцинираше новинарите, ви ги вакцинираше докторите, ви ги вакцинираше олигарсите, немаше ли малку да се чувствувате засрамено од се тоа? Господин Златев, прво јас повторно ќе потенцирам дека навистина благодарам на соседна Србија за нивната поддршка и хуманост која што ја покажа и излегува во присред на граѓаните и да дозволи или дадува можности нашите сограѓани да се вакцинираат кај нив, односно во соседна Србија. Сликата, она слика која што усам на утрото на граничниот преминат Бановца, впрочем, говори за целокупното владење на оваа влада. Девастиран систем, држава на колена и навистина не може да не остави рамнодушни, и тоа најверојатно веќе влегува во колективната меморија на секој еден од нас. Јас повторно напоменувам вакво неодговорно однесување или не покажување сочувство со она што се случува со граѓаните, навистина до сега требаше во најмала рака да резултира со уставка на најодговорните и челните лица во владата. Србија навистина
едноставно ја посветено ја менаџира и прави најдобро што може за да ги заштити сопствените граѓани и ве покажа дека навистина има клучна улога и во регионот во однос на соработка и солидарност и хумана помош за останатите акција соседни држави. Во соседна Србија во која се апсеа оние антиваксери кои шират пропаганда против вакцинацијата и иронијата оди дотаму што еден од нив бил дури и вакциниран. Да. Што мислите? Дали во Македонија ова антиваксерство зазема голем замав, ако се знае дека се повеќе читаме таква пропаганда по социјалните мрежи, но и доаѓаат оние информации дека голем дел од граѓаните ги откажуваат закажаните вакцини? Господин Златев, прво потребно е да обезбедиме вакцини и да обезбедиме право на секој граѓанин да може да се вакцинира. Лична одлука дали тие ќе одлучат да се вакцинираат или не. Јас можам да кажам за себе дека со сигурност би се вакцинирала. Со која вакцинира би се вакцинирала? Апсолутно немам никаков проблем. Дури со AstraZeneca? Апсолутно да. Во еден момент кој ќе стигне редот за да се вакцинирам, навистина со голема одговорност би пошла и би се вакцинирала. Од тука сметам дека треба да се обезбеди од еден политичар. Да, верувам дека видете, ние сите имаме одговорност и треба многу внимателно да се однесуваме кон целиот овој процес, иако повторно ќе кажам кај нас е прилично задоцна. Меѓутоа, битно е државата, институциите, владата да обезбедат за секој граѓанин вакцина, но истовремено да се почитува правото на граѓанинот, тоа е лична одлука, дали тие ќе се вакцинираат или не. Јас повторно ќе кажам, можам да кажам но сепак во однос на пропагандата, кога станува збор за јавното здравје, таа може да нанесе огромна штета. Јас вчера читав безумници на Facebook кои пишуваат дека чипови ќе ни вградувале преку овие вакцини, дека во нив имало црви кои потоа ни го разградувале организмот и такви небулози кои навистина се потценувачки за разумот, но на оние граѓани со малку пониска образовна структура може да им направат штета и тие да поверуваат. Тука треба да во кампањите кои што се развиваат овој период, навистина треба да земат значајно место институциите. Кампањи за значењето на вакцинирање и вестите кои што произлегуваат за дадени вакцини, навистина треба да бидат убаво склопени, концепирани и јасно и концизно презентирани кон граѓаните. Најверојатно на таков начин со една кампања за зголемување на свеста и со точни прецизни информации би се отстраниле било какви шпекулации или лажни вести, граѓаните би имале појасна слика за што станува збор. За жал, често во медиумите или по социјалните мрежи можете да наидете на информации кои што не секогаш се во целост точни и мислам дека не треба да бидеме робови на тие информации, но затоа тука голема улога има Министерството за здравство, владините представници, но и сите институции да навистина овозможат точни, концизни информации, за да граѓаните имаат да може да донесат јасна одлука во однос на тоа дали сакаат да се вакцинираат, со која вакцина и така натака. Но за почеток да го видиме и планот на владата за вакцинација и еве да видиме што ќе се случи, заради тоа што изгубивме навистина долго време во целиот овој процес. Па еве сега кога го имаме оној пакет на донации, го немаме планот за вакцинирање и навистина жалам што некако системот во секој дел потврла. Марија Петрушевска, ти благодарам за твоето гостување ова утро. Морам да ве пофалам дека бевте прилично елоквентни во изразувањето на вашите ставови и гледишта, нешто што е се поголема реткост во македонската политика, односно особено кај оние политичари кои се нови на сцената, од една единствена причина што некако сме изгубени во онај начин политичките партии помалку да внимаваат на квалитетот. Навистина ми е драго што во законодавниот дом не представува една
жена со потенцијали и квалитети да ги презентира работите на ваков начин. Ви благодарам на поканата и наистина ми е задоволство што повторно бев дел од Радио Лидер и се дружевме со вас и со вашиот тим. Ние продолжуваме да се дружиме без вас и без мене нормално. Продолжува колешката Елена Секуловска со оној радио подиум кој трае до 15 часот. Почитувани слушатели, тешко е ова темпо да се издржи со сите овие предизвици кои ги има нашата земја, но и ние како луѓе. Јас стигнав дотаму моето име да биде запишано не со златни букви, тоа е природно, обични букви, да биде запишано во извештајот на State Departmentот, како човек на кој му биле прекршени човековите права во Република Македонија. Навистина не знам што повеќе би додал на оваа тема, освен дека кога кај нас некој не следи, добро е што барем од надвор некој следи и не поддржува. Затоа што ако не остават новие овде, живи ќе не изедат. Еве, по кој знае кој пат го спомнувам денешниот датум, 5 април 2021 година, главниот говорен уредник мојата маленкост Љупчо Златев, техничка реализација Јане Јанков и Горан Лазаровски. Останете со Радио Лидер, денес имаме 60, 70, 80, подсетете се на оние хитови од вашата младост и на оние хитови од времето кога воопшто не сте биле ни родени. Нормално читајте lider.mk.